Берово живее во поларна зима со температури пониски од -20. Десетина дена ова градче во Малешевијата живее обвиткано со снег и мраз. Само ние можеме това да се снаодиме. Само беровци го това можат. Беровци за оваа сезона се снабдиле со доволни количини дрва. Сите имаат приватни шуми, подрумите им се полни со зимници, па тие подготвени ја живеат руската зима. Потрошувачката на дрва се зголемува до 3 пати над ова ладно време. Значи, ако 3 метра до 4 метра кубни за еден месец, за јануар месец само ни требаха. Сепак, беровци оваа зима се лути поради неисчистените улици. Ептен тешко, не може возилата да запалят. Улиците се значи катастрофа. Ништо не е ни очистено, ништо не е ни фрлано, ни сол има, ни песок има. Многу споро се движиме. Катастрофа, нема надлежни кои да изчистат снегот. Слушам кажуваат дека тоа е за туристите, да газат по снегот, а ја само што гледам има лед. Малешевската зима сепак ја сакаат туристите. Викендов што измина, капацитетите на Беровското езеро беа полни со гости. Зашто е убаво Малешевијата? Што е природно. Природно е и, како се вика, улици некои да се со снег. Тоа е природно, така и било, така увеќе ќе биде. А снегот и мразот им носат радост на најмладите. Супер е снего, многу се ни убаво разлизгани патеките и санкаме се по цели денове тука со другарето. Не сме тоа ти е студено, санкаме се тука и закон интересно. Берово обвиткано со снег и мраз и на -11 го дочека новиот ден, што значи дека и денеска беровци ќе ги одвртат славините за да не им замрзнат чешмите, со што ја зголемуваат потрошувачката на вода за 40% или Берово овој јануари троши 170 до 180 литри вода во секунда. Од утре ќе наврнат нови снегови врз старите, што ќе даде потврда на зимата која ќе се памети во Малешевијата.